Ќе се промовира македонскиот туризам во Софија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот денес во главниот град на Бугарија организира денови на македонскиот туризам. Летната туристичка сезона само што започна, а настанот е со цел да се представи туристичкиот производ од Македонија и можноста за зголемување на бројот на бугарски туристи, кои традиционално секоја година ја посетуваат нашата земја. Но колку источниот регион во државава има потенцијал за развој на туризмот? Ова е еден од неколкуте региони во Република Македонија во кој на толка мала територија има две нематеријални богатства заштитени со УНЕСКО програмата, например. Од друга страна постојат неколку значителни туристички атрактивности кои веќе постојат се позиционирани во регионот и функционираат. Постојат одредени дополнителни туристички атрактивности, природни ресурси, културни ресурси кои треба да бидат ставени во функција. Овој регион, вака како што има одредена конкурентност, но таа треба да биде засилена за да може навистина да се спроведуваат интегрирани активности за развој на туризам. Истокот пак е богат со термални води кои се предуслов за развој на бањскиот туризам. Луѓе кои работат во бањите ќе ви речат каде што има топла вода, таму има туристи. Ни една бања не е празна, па дури и оние бањи кои ги закачи онај процес на приватизација и трансформација на капиталот и останаа во репулзивни подрачја, дури воопшто не се реконструира, полни се со гости. На некој начин се дали се тоа болни или одат за рекреација или за куратива, тоа е прашање, но факт е дека каде има топла вода, постои туристичко раздвижување. Изминатите години Берово стана еден од позначајните дестинации, познати како мала Швајцарија на Балканот, кој има доста да понуди на сите оние кои сакаат и знаат да уживаат во природните убавини. Станува збор за прво за климата и чистиот воздух, потоа за добрата храна, интересните сместувачки капацитети како што се Аурора, потоа хотелот Манастир, значи два многу автентични објекта и како начин на организирање на престојот и како инфраструктура, потоа храната која е исто така позната, особено можам да кажам дека од Бугарија многу туристи доаѓаат само заради храната. Исто така содржините кои ги имаме, тоа се пешачките патеки, слободно туристите можат да возат велосипеди, исто така посетителите можат да јаваат коњи. Истокот изобилува со природна убавина изразена преку бројни планини, полиња, долини, клисури, пештери, како и неколку извори, реки, водопади, езера и вештачки акумулации. Разновидната убавина на македонските езера, високите планини, оригиналната музика и фолклорот создадоа мощен, интересен и уникатен туристички простор поволен за транзитен туризам.